Поздрав до сите. Јас сум Визна Мицајкова, јас сум авторот на курсот за статистичка анализа и обработка на податоци и воедно ќе им бидам професор на сите оние кои што ќе донесат одлука да се запишат на овој курс. Го снимам ова видео за да дадам кратка презентација за курсот и да ви помогнам во процесот на донесување на одлука дали да се вклучите во курсот или не. Ќе почнам со објаснување за тоа како настана овој курс. Овој курс е директен резултат на моите напори како истражувач да направам една детално разработена процедура за статистичка анализа на податоци во процесот на научното истражување. Односно, во моите лични напори за изградба на академска кариера, јас многу лутав барајќи одговор на прашањето како да ги анализирам податоците со кои што располагам. Редовното образование не ми даде одговор на тоа прашање, а мене ми беше исклучително важно да бидам сигурна во она што го работам и да знам дека тоа е на вистина подкрепено согласно научните постулати. И за тоа решив јас да си ги насочам своите истражувачки напори кон барање на одговор на тоа прашање. И како резултат на тоа моje истражување, разработив една процедура за статистичка анализа на податоци и понатаму го направив и овој курс, за да ви помогнам на сите вас кои што се наоѓате во иста ситуација во која што се наоѓав и јас, односно да им помогнам пред се на сите оние кои што лутаат барајќи одговор на прашањето како да ги анализираат податоците со кои што располагаат. Меѓутоа, сакам да потенцирам дека моето лично мислење е дека статистиката не смее да се ограничи само на примена при изработка на научно-истражувачки трудови. Статистиката, како и секоја наука, нејзината основна функција е да има примена во праксата. И навистина, статистиката може да се применува во многу области и во природните и во општествените науки. Значи, овој курс не е само за оние кои што градат академска кариера, туку и за сите оние професионалци кои што во чиј домен на работење статистиката си има соодветна примена. Ја не сакам во ова видео да навлегувам во тоа каде има примена статистиката, а сакам пред се да се концентрирам во објаснување на самата програма. Овој курс, значи, треба да ве научи на суштината на статистичката анализа на податоци и да ве научи како да користите програма за статистичка анализа и обработка на податоци. Сите оние кои што слушале статистика, сигурна сум дека знаат дека статистичката е наука која што опфаќа сложена математика, користење на комплексни формули. Таа сложена математика мислам дека е една од причините која што не оддалечува од суштината на статистиката и една од причините поради кои што многумина, да речам, немаат баш голема симпатија према оваа наука. Затоа курсов е дизајниран да не ве обременува вас со тие комплексни формули. Курсот има цел да ве научи на суштината на статистиката и да ве научи како тие комплексни формули да дадете наредба на компјутерска програма таа да ги изработува тие комплетни присметки. Во склопот на курсот ќе користиме PSPP програмата, која што представува бесплатен софтвер, изработен по примерот на најчесто користената програма за статистичка анализа на податоци во општествените науки, а тоа е SPSS програмата на IBM корпорацијата. Курсот вклучува обука на користење на PSPP програмата пред се поради тоа што PSPP е бесплатен софтвер, ги содржи поголем број од функционалностите на SPSS програмата, односно со обучување за користење на PSPP програмата, воедно се обучувате и да ја користите и SPSS програмата.
На самиот почеток, ние ќе учиме како да ги дефинираме податоците со кои што располагаме, односно да ги класифицираме во определени видови, бидејќи во зависност од адекватната класификација на податоците со кои што располагаме, зависи во голема мера точноста на резултатите на нашите анализи. Курсот опфаќа обука за вршење на дескриптивна статистика, односно за опис на податоците со кои што располагаме со мерките на дескриптивната статистика и опфаќа обука за инференцијална статистика, односно за пронаоѓање на одговор на различни истражувачки прашања со примена на статистички тестови. Значи, ќе учиме како да ги користиме мерките на дескриптивната статистика, како да ги толкуваме мерките на дескриптивната статистика и како да ги спроведуваме во PSPP програмата. Во однос на инференцијалната статистика ќе учиме како адекватно да ги поставуваме истражувачките прашања, односно хипотезите, како во зависност од видот на податоците со кои што располагаме да избереме адекватен статистички тест за анализа за барање на одговор на тие истражувачки прашања и како да ги спроведеме сите основни статистички тестови во PSPP програмата и како да ги толкуваме резултатите од анализата, односно да го најдеме адекватниот одговор на нашето истражувачко прашање. Тоа е накратко во однос на курсот, односно тоа е тоа што јас сакав да ви го кажам. Сите останати детали во однос на наставната програма, во однос на начинот на реализација на курсот, сертификатите кои што ќе ги добиете, може да ги прочитате на веб страницата под опис на курсот. И секако, јас ви стојам на располагање, доколку имате некои дополнителни прашања, слободно контактирајте ме. Поздрав до сите!